Владиниот предлог за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски се очекува да биде ставен на дневен ред на утрешната пленарна седница на Собранието. Ова денеска го најави председателот на Собранието Африм Гаши на брифинг со новинарите. Се очекува поканата за присуство на Коцевски да биде испратена во текот на денот. Од обвинителството велат дека ќе се произнесат по поканата откако ќе стигне на нивната адреса. Владата ја продолжи постапката за разрешување на Коцевски откако ја стопираше пред неколку месеци поради истрагата за трагедијата во Кочани и покрај тоа што во меѓувреме и Советот на јавни обвинители даде негативно мислење кое е необврзувачко. Коцевски минатата среда изјави дека забелешките на владата за неговото работење се неосновани и најави дека сите аргументи ќе ги каже пред пратениците кога ќе одлучуваат за барањето за негова смена. Работел независно и транспарентно, а со оглед на тоа што има недостаток на обвинители вработени средства, успешно гонат криминал. Законот за јавно обвинителство навистина има строги услови за разрешување на државниот јавен обвинител. Ниеден од тие услови од страна на Советот на јавни обвинители видовте дека не е исполнет и затоа Советот на јавни обвинители утврди дека не е сторена никаква тешка дисциплинска повреда од моја страна. Така да постапката не зависи веќе од мене, ќе нагласам уште еднаш дека навистина ова е само политичка одлука. Како Собранието ќе одлучи и зошто е политичка одлука, тоа само можете да се обратите до политичарите. Причините на владата се исти како во февруари, дека Коцевски сторил сериозни пропусти меѓу кои неовластено изнесување на информации и нарушување на угледот и функционалноста на обвинителството. Иако сомнежите на владата не ги потврди Советот на јавни обвинители, сега крајниот збор ќе го имаат пратениците. Гаш информираше и дека новиот државен јавен обвинител би се определил во законскиот рок, а за изборот ќе се објави конкурс. Во текот на летото на Коцевски му беше изгласана интерпелација во Собранието која нема правно дејство. Тој тогаш рече дека законот не предвидува можност за политичка одговорност, како што е интерпелација на државен обвинител. Разрешувањето на Коцевски се најде и во извештајот на Европската комисија за владење на правото, објавен во јули. Во извештајот за постапката е констатирано дека има недостатоци во законските норми за разрешување, но и ризик од политизација.